Поевтинувањето на брашното во Србија, кое Македонија го увезува, е причина на намалување на цената. Во овој случај и пекарите најавуваат намалување на левот од 2 до 3 денари, зависно од грамажата. Па поевтинување на левот ќе има, меѓутоа ние се уште не сме требувале брашно по стари или по нови цени, мислам, по намалени цени, така да во наредните денови сепак ќе го намалиме левот, за тоа колку и кога ќе бидете накнадно известени. Меѓутоа планираме да го намалиме левот, бидејќи намалени се трошоците, има увозно српско брашно по поевтина цена. Нашите мелничари се уште не се го намалиле, меѓутоа ќе мора да го следат трендот, така да нафтата е веќе намалена и поевтинување на левот ќе има. Граѓаните со полно разбирање и за производителите. Ако тие се загуба кои што произведуваат го левот и опште за мало житарица, треба се покачи малку, наравно. А иначе према нашиот стандард не би требало да се покачи па до друга страна. Наместо килажа они намалуваат, мислам, наместо динари не намалуваат килажот и така да доваѓа до некој. И пак заработувачка, па и тоа треба па и тие да живеат нешто, не? Па кажаа дека тука бил намален у овај дел на Македонија, да речем само Скопје бил покачен, сега вика дека ќе го намалиле. Но и намалувањето на најголемиот енергенс, нафтата, влијае на ваквото поевтинување. Од групацијата велат дека поради ниските цени на српското брашно, пред колапс се доведени и мелничарите и пекарите. Тие побараа субвенција од 2,5 денари за мелничарите и 2 денари за земјоделците, за да се покрие разликата помеѓу производната и продажната цена на пченицата. Од Министерството за земјоделство велат дека ги разгледуваат барањата.